Во овикот 2013 година, овој пат пред се е наменет за малите и средни предпријатија, со буџет за оваа година од околу 35 милиони евра. Приоритети кои се дадени како целни приоритети во рамки на кои ќе треба да се пишуваат проектите, се рециклирање на материјали, нешто што беше и минатите години, меѓутоа овој пат е исклучиво на материјали кои се јавуваат како отпад од индустријата. Потоа одржливи градежни материјали, што значи дека претходно беше акцент даден и на градежната индустрија и на енергетски ефикасни објекти, меѓутоа овој пат тие се исклучени од екоинновации програмата и исклучиво проектите треба да бидат насочени кон создавање на нови градежни материјали, односно иновативни градежни материјали кои ќе придонесат во тој процес на енергетска ефикасност. Останува приоритетот производство на храна и пијалоци, потоа водата како главен ресурс, за кои проектите исто така треба да имаат неколку подприоритети, кои ќе ги кажам подоцна, и приоритетот зелена економија, односно сето она што значи меѓусебно поврзување на разни индустрии и создавање на еколошки производи. Она што ќе биде поддржано како и минатите години е проектите кои ќе имаат значење на прва апликација, односно нешто иновативно, нешто што првпат ќе биде применето во некоја индустрија, и проекти така наречена репликација, односно маркет репликација, односно проекти кои веќе некаде во некоја земја или во некоја индустрија се направени и кои со мали модификации може да се реплицираат во одредена индустрија и тука во Македонија. Проектите иначе во просек се помеѓу 500.000 до 1.200.000, да кажеме, 1.200.000 евра, кои се одобрени во рамки на оваа програма. Оваа екоинновации подпрограма во рамки на програмата Конкурентност и иновативност е една од ретките програми достапни на македонските компании, каде не е потребно партнерство, пожелно е, меѓутоа не е потребно и каде што самите компании можат да аплицираат. Иако беше направен обид на поднесување апликации во рамки на екоинновации, се уште ниту една компанија нема добиено проект. Еден од клучните причини кои ги детектиравме во сите овие години и во разговорот со компаниите, како пречка, најголема можеби е тоа што оваа програма кофинансира 50% од целата инвестиција, што значи останатите 50% компанијата ќе мора сама да ги обезбеди. Затоа како Стопанска комора, значи повикавме да се формира гарантен фонд, во рамки на кои компаниите ќе можат полесно да дојдат до финансиски инструменти за да можат да ги покријат овие 50% кофинансирање од нивна страна. Исто така се надеваме дека во следниот период ќе има поголема институционална поддршка во делот барем на информирање на самите компании и запознавање со самите европски програми. И трета пречка во разговорот со компаниите е тоа што сите овие проекти, значи не се класични проекти на купување на одредена нова технологија за да може да ја аплицираат во нивните производства, меѓутоа тие со самите проекти мора да покажат и докажат дека ќе направат некаква европска додадена вредност и нивните проекти ќе бидат во можност да бидат реплицирани понатаму, за да се задоволи овој критериум кој претходно го кажав, маркет репликација, односно да можат да бидат применети во други компании или во други индустрии. Ова е последен повик во рамки на програмскиот период на Европската комисија 2007-2013 година. Покрај овој последен проект, значи сите програми на Европската комисија 2013 завршуваат и веќе е отпочнат подготовката, односно при крај се подготовките за следниот циклус на програми 2014-2020 година. Конкретно оваа програма, програмата за конкурентност и иновативност и подпрограмата екоинновации, во следниот период се очекува да влезат во друга програма која ќе биде наречена КОСМЕ, тоа е исто програма за конкурентност и иновативност за мали и средни предпријатија, каде што покрај сите истражувања што ги направи Европската комисија, очекуваме и е заложба на Европската комисија овие програми да бидат уште подостапни за малите и средни предпријатија и уште поголем акцент ќе биде даден на малите и средни предпријатија. Програмата КОСМЕ ќе биде клучна програма за следниот програмски период 2014-2020 година
и за овозможување на достапност на нови финансиски инструменти во делот на гарантни фондови, микрокредити, ризични капитали, како што се venture seed капиталот, и така натаму. Значи, очекуваме и овие финансиски инструменти кои ќе бидат креирани од страна на Европската комисија да овозможат полесен пристап и на самите компании до овие фондови.